Почитувани колеги, почитувани шефови на делегации, драги приятели, дами и господа, добре дојдовте на министерскиот состанок на Брдо процесот, добре дојдовте во Република Северна Македонија и ми представува особена чест и задоволство што токму сега ова прва наша средба е организирана во мојата држава. Дозволете ми во моје лично име, во име на Министерството за внатрешни работи, да ви посакам пријатен престој и конструктивна работа. 2018 година беше година од историско значење за нашата земја. Година кога конечно го решивме спорот со Република Грција. Со договорот од Преспа и со неговата ратификација во двете земји затворивме проблем кој постоеше повеќе од 25 години и го трансформиравме во стабилно пријателство, поттек кој треба да биде мотивација и инспирација за сите. Паралелно со политичкиот процес, работиме напорно на клучните реформски области зададени од Европскиот совет во 2018 година. Како услов за ефективен почеток на преговорите за членство во Европската унија во јуни 2019 година, и тоа реформи во правосудството, реформи во безбедностните разузнавачки служби, борба против криминалот и корупцијата и реформи во јавната администрација. Остваривме извореден напредок и презедовме смели чекови, а од почнувањето на преговори на членство во јуни во 2019 година ги испрати силен сигнал до регионот на Западен Балкан дека процесот на пристапување, како и секогаш, е заснуван на заслуги и резултати. Ако земјата кандидат испорачува, ќе испорача и Европската. Во изминатиот период во Министерството за внатрешни работи започнаа неколку реформски проекти кои имаат за цел воспоставување и зајакнување на професионалните стандарди, владење на правото и функционирање на правната држава. Реформските процеси се водат во областите оценети како најкритични и кои имаат негативни референции во извештаите на Европската комисија и релевантните меѓународни организации, области кои се најсуштествени во Министерството и се од исклучителна важност за гарантирање на безбедноста на државата и сигурноста на граѓаните. Безбедносно-разузнавачкиот сектор е суштинскиот механизам за заштита на државата и граѓаните од негативните влијанија и им овозможува на институциите на државата да се справуваат со глобалните безбедносни закани и ризици. Геостратешките политики и интереси влијаат на стабилноста на државата и нивно правилно следење ја јакне позицијата и действувањето на државата. Безбедносните закани и ризици во светот се под постојана промена и влијание на различни интересни групи, а Република Северна Македонија со својата положба не е заобиколена. Членството во Европската унија и НАТО подразбира постоење на служби кои ќе бидат рамноправни со своите колеги од земјите сојузнички. А тоа може да се случи единствено преку сеопфатна реформа. Почитувани присутни, пред речиси 2 години ја потврдивме нашата волја за воспоставување на рамка за координација и спроведување на активности предвидени од страна на Европската унија, како и активности планирани во соработка со регионални и меѓународни организации во регионот на Западен Балкан. И тогаш и сега ме радуваше фактот што во регионот се воведе иницијатива за интегрирано управување со внатрешната безбедност, која ги спои под едно заглавие иницијативите за надворешна помош, ги вклучи и регионалните иницијативи и организации во спроведувањето и реализирањето на таа помош и ги постави основите на вистинска координација на внатрешната безбедност на овој регион. Механизмот на интегрирано управување со внатрешната безбедност ја обезбедува потребната синергија меѓу различните регионални иницијативи, осигурувајќи одржливост и еден сеопфатен пристап во постапувањето на сите национални администрации на земите кориснички.
но и на сите регионални рамки и постоечки инструменти и утврдени алатки. Она што останува, имајќи го предвид ваквиот начин на управување со внатрешната безбедност, е поефективното искористување на надорешната помош од земјите членки на Европската унија. Област која повеќето земји од Западен Балкан недоволно ја користат, но и цврсто успоставување на регионалната собственост. Од денес натаму се надевам сето тоа ќе го правиме со многу поголем активен удел на самите земји кориснички на овој механизам, со конечно земјите од регионот да добијат она што им е потребно, а не она што им се нуди. Дозволете ми на крајот уште еднаш да изразам искрено задоволство за одржувањето на оваа средба, да посакам конструктивна дискусија и одлуки кои ќе имаат значителен принос во зајакнувањето на безбедноста на регионот, но и на Европската унија. Благодарам на вниманието, а сега го повикувам да ни се обрати нашиот колега министр за внатрешни работи на Република Словенија, Боштјан Покух.